Судски вештак од Скопје побарал 2000 евра од штипски газда за да стави подпис на документ, односно за да верификува економско-финансиско вештачење. Со ова, вештакот го прекрашил членот 357 став 6 од Кривичниот законик и сторил кривично дело подкуп. Пријавениот во својство на службено лице, вешто лице, ангажиран од Бирото за судски вештачења при Министерството за правда на Република Македонија, во текот на месец јули оваа година, во неколку наврати побарал парични средства во износ од 2000 евра од собственик на една винарска визба во Штип, за да изврши службено дејствие што би морал да го изврши, односно за да стави подпис на економско-финансиски вештачења по предмет кој се водел во Основниот суд во Штип против правното лице, односно винарската визба. За 2 дена ова е втор случај службено лице да бара подкуп. Предходно за истото дело беше приведен и надзорник од Штипскиот затвор. Акцијата за негово откривање, полицијата ја водеше во соработка и координација со Казнено-поправниот дом од Штип. Пријавениот во текот на месец септември годинава од осудено лице побарал и примил парични средства во износ од 150 евра за да внесе приватен мобилен телефон на осудено лице, иако од страна на директорот на Казнено-поправниот дом Штип имало наредба со која строго се забранува внесување и користење на мобилни телефони од страна на осудени лица. Надзорникот од Штипскиот затвор е во 30-дневен притвор, а на судскиот вештак му е одредено исто толку време притвор, но домашен.